ова наше древно тло. Една желба имаме, Насмејани да бидеме, за дена или 100. на човеку е попусто. Во ова време матно, само смењето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Во циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, смејане ме остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Добро и во зло, на ова наше древно тло. една желба имаме, насмејани да бидеме, за денар или 100. На човек му е попусто. Во ова време матно, само смењето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, смејане ме остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, смејане ме остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во стендап Македонија. Дека е министр. Појма неа. Дека е. Чекай, стои. Абе, молим. Дека е министр. Пази. Дека ја не знам. Ки те чуе. Ке ми го јаде. Он се слуша. Се слуша. И се знае. Слушаш? Еј! Шо ќе те вај пиштол, брат? Од каде знам кој ќе дојдат? Мушки е вај за напад што е министр. Новио. Ако дојде за него ќе треба малку пиштолче, да, мора да се спреме. Не, за него ќе треба поголемо пиштолче. Разбираш? Добре, чекай. Колега, колега, само момент. Добре вечер, како е? Добро ли е? Добро е, момент, колега. Како е расположение универзална сала? Добро ли Држи. е? Да чујам како е расположение универзална сала. И некој свира, значи добро било, брат. За Македонија напред, ајде. Број 4. О, колега, кај си, колега? Добро сум, колега. О, абе тебе ти имам гледано некаде смешен театар, овој театар на комедија, овој драмски театар, Имам глумено у смешен театар, на драмски театар, тако звани театар на комедија. По тебе така ти е фацата смешна. Да, смешна ми е фацата. А шо? Таму ли си уште? Не сум таму, ми избркал таму. Шо збориш, брат? Па ми избркал, ми рекоа дека сум бил преквалификуван. Многу сум бил смешен. Значи доаѓа у канцеларијата. Идем таму у канцеларијата. Директор и смее ти си. Директорката ми се смее. Ме седна тука и ми вика, леле, колку си смешен. И вика, пана су на пътката. Много си смешен.
разбираш? Добро. И пошто си многу смешен, најди си некоја посмешна работа. Ја не тражам ја уште таа посмешна. Значи ово е таа посмешна работа. Да, стендап е посмешна работа. Добро, одлично. А иначе иначе друго што? Дојав тука кај министерот, ако може да ми ја скине таа преквалификацијата, да не сум многу смешен. Да бидеш само смешен. Само смешен. Да, за да можам да се вработам во театар. Тоа е добро. Да. А ќе ти ја скине ли? Па ако ме скине, супер ќе биде. Ако не, здравие. Значи он најубаво знае кога те скине. Најубаво, брат. Да, иначе снимав една реклама за владата. Што збориш? Не за владата. Не викај, не. За владата. Ладата, без В. За ладата. Ама па овие другите се возеа у ладата. Они ќе свана дека ладата. Да, и за ладата. Добро. И ама таму кога сум ја нешто смешно рекламата на ник не им е смешно, пошто ја кога сум смешен тоа не е смешно. Ај преведи ми што кажа брат. Ти не си смешен. Добро, да. И сега дојдов кај министерот ако сака да му се извинам за таа за килата. Ајде да ти ја скине преквалификацијата таа. Да ми ја скине преквалификацијата. Да те скине, добро, одлично, браво. Ти што бараш кај министерот? Ја дојди. Моли. Слушай се. Моли. У мода било младите да се вработуваат сега. Каква е таа мода, бе, брат, ја не ја знам, брат. Предизборна мода е таа. Предизборна е таа. Значи одат по улици и видат млад човек, собират ги одма, брат. Како бе? Видат го млад човек и такви коли ти ќе работиш. Дека нема врска. И взимат го така и он и стават на компјутер, разбираш, и стават на тука и он работе. И вика, што работиш? Поја нема. И вика, утре завршна сметка. Так, ентер. Нешто да се работи. Нешто да се работи. И работи си човек, кој тоа е многу, и ја да ти кажам, ако ми веруваш, ако може и не ми да веруваш, јас сум за не дај Боже да му текне да ме вработи министерот. Значи, ти си тука да не те, ако те вработи ќе бегаш. Не спомнувај, ти може да ме вработи одма, знаеш? Оти млад човек сум, и одма так, компјутер ќе ми става, така си работи. Зависи до компјутера. Разбираш? Земано тоа. И сега, чекай, зашо не сакаш да се вработиш, брат? Гледај, чуден човек. Сакал да се вработи, не е нормален. Сега ќе ти објаснам, дојди. Прво, например, да предпоставиме дека ќе се вработам, така ли? Да. Значи шо, ќе зимам плави картони, така ли? Ќе си имаш плави картони. Значи шо, треба да се разболам. Па ќе ти пропадат плавите картони, брат, треба да се разболиш. Значи, добро, ќе се разболам. Добро. Уреду. После тоа, разбираш ли, ќе земам еден кредит. Шо ќе ти кредит? Па така сите прават, кога се вработат одма кредит се земат. Добро, и што ќе правиш тај кредит? Ќе земам кредито, треба ли да купам кола на стара од Бугарија? Па треба, брат, треба кола. А за да купам кола на стара од Бугарија, треба да извадам бугарски пасош? Па треба да ти кажеш. Зачо он сака мене бугарин да ме направи? Брат, он тебе сака да заебе, да те разболи, бугарин да те направи. Болен бугарин! Брат, тоа сака болен бугарин, не дај Боже. Не. И добра, болен бугарин ќе го прежалам и така се болни бугари. Моги се бугарите, да, добро, разбираш. А иначе знаеш ли кај најбрзо се ваде бугарски пасош? Па гледаш туку во Охридското езеро, најдеш си. Знајалци! Белој црна хроника, молим те. И после тоа ќе земеш уште еден кредит. Шо ќе ти го уште еден кредит? Па така прават сите од кредит на кредит, разбираш? Да се заглаве се, па се одглаве со друг кредит. Добро, и после шо ќе правиш за кредит? Они се смеат да ќе знаат како е. Од тука 80% се кредитари. Акредитирани се. Акредитирани на кредит живеат, разбираш? Тоа се тие 20% што се они што ги делат кредитите. И после? Шо ќе ти во вториот кредит не објасни? Сега вториот кредит треба ли стан да си купам, разбираш? Дека ќе живеат. Треба стан. Тука не издала стан ли ќе живеат? Треба стан, треба. Оно големе е, предсобито големо е. Ама не е тоа, разбираш? И стан сам ли ќе бидам? Не бе, ќе си се ожениш. Шо? Боле човек, брат. Шо? Боле човек, брат. Да се жена? Нема шанс. Млад сум. Не кеш. Млад сум, имам уште 4 години до законот, тоа 30 што е, разбираш? За данок. Да, па не. Не, колку сакате заедно од тебе. И после јас се вработам, ти не нормален ли си? Не, скраја да робиш. Бог да чуе, добра. Знаеш што сега ти објаснам? И на вас да ви објаснам. Шо било работа? Сега е у мода да си невработен, разбираш?
Кој е там? Таа е ретро мода. Не минлива мода е таа. Да, 20 години трае мода. Да. А најавено уште за 30 ќе трае сигурно. Тука кај нас. Еба си мајка. Значи мода е да се не работи. Тука 40% се модерни. Не тука у државата 40% модерни. Општо у државата 40% модерни, разбираш. Тука има некој ти брат работен ли си? Па нормално дека се работел, кај ти пари за карта? Шо? Чекай. Работен и женен, така ли е? Нормално не бе, брат, кредит имаш ли? На кредита бе! Кола имаш ли? Настави ли е? Јага! Стај ли го видат, молим те! Стај ли го видат? Види го! Ево, може да се стvari. Добре става. Значи, установихме дека ти не си модерен. Ти вработен ли си, брат? И Ивај не е модерен. Ти вработен ли си? Не е модерен човек да видите. Стај ли видите? Модерен човек. Ја, види, значи се модерен. Види го, модерен човек. Еве, еден модерен, дотеран човек, не е вработен. Ти, брат, така, дотеран. Слушай, плюс тоа, на кошулата има кај да си стае за спонзорите тука што ги носи. Абе, како се стомле черен, повеќе не клеца се обича. Не, добро, седи. Седи, брат. Видиш? Него, слушай сега. Шо? Јас сватив дека боле е да си невработен, Добро? затоа што имаш време за себе, бе. Значи, слободен човек си. не што има, значи имаш време за себе, од толку што имаш време за себе, многу ти се. Еби ли рече? Ја поучувам. Срамота. Стари луѓе има тука, човек. Не се стари, не се повозрастна Не гледаш Господи, тоа во години што е. Да, гледам ја. Пусто. Да, срамота е. Али еве ти си. Шлакна ми го сега поштено. Благодарам. Позади сцена пак и ти ушлак. Ќе го примам со задоволство, бе. Јас сега ќе ти го давам, ти прими го како сакаш просто. Биди понежен, немој ти ко министар само грубо да те. Ќе те намачкам. Добре, се гере. Многу за такви работи. Многу И разбираш и овие не ми е јасно, овие невработените, многу време имат за себе, ама шо прават цело време, брат? Брат, треба ли некој да оде у Сити Мол таму? Таму ли? Таму е. Стече ќе го прашаме, мислам дека е таму. Стече се знае. Се знае. Тоа е негово. Значи, треба ли таму некој да пие кафе? купува зарамара таму, не знам што стија? Треба да купува. Пуленберг, што е тоа Пуленберг? Мечката. Мечка. Чекай, а треба ли некој у кафаните да седи? Да, треба, брат. Ама ја нешто ја приметено. И пуно е ццка убава. Ја приметил дека по кафаните само невработени луѓе има. Што мислиш ти? Од кај им пари бе на тие луѓе? Кај знам, изгледа газата стои пред кафаните, постојанари дава на сите. Да нека врте парата се. И така. Што ти е тоа? Ова е пуканки. Ова се пуканки. Што ви е пуканки, бе? Му ги донесот бе мезе за вискито на министерот. Нештиците скапи се сега. Ама гледам нешто испукани си му ги донесел. Па брат, сега не бива тука на решето да ги пука да му мириса од кабинетот. Пуканки? Шо? Заебал си ја работа. Зашо бе заебал си шо бе пуканки? Плаво имате. Не знам плаво има, брат. Ама дај шо, молим, па и не е толку страшно. Оти. Ово црвеното е подоминантно, да ти кажам. Викаш, чекай, баца, ај молите, Дел далеко, да видим што ќе удари на плаво или на црвено. Ајде ту даран црвено, те молите видим. Ја так, црвено е. Добро е упичко, брат. Вај министерот црвен ли е? По тапетите изгледа црвен. Нешо, вика тоа плавото било од 20%. Те мами, колку? 20%? 15? Ако жените и шваренките гласат за нив. Вечерта. Под услов да се расположени. Не се смејате, изгледа многу плави има тука. Од плавите. Не е страшно.
Не, знаеш, Тоа е, како ти кажам, реалната слика е во. ова ти е, знаеш, ова плавото ти е 5-6 општени преку сила. Сега 5, ама изтепче го нема сега 4 се брат. Помалце, една општина помалку е. 5 степче помалце се брат, сигурно. Сей. Пошатраш лаката ја. Железно. А ти не ли му носиш поклон на министерот? Не му носам поклон. Добро брат, ти кога влагаш од туѓа куќа. Добро, имам влезено од туѓа куќа неколку пати, да ти Ала кажам. ти е честита. Фала. Сега кога влагаш од туѓа куќа со раците ли влагаш, мислам? Шо влагаш? Со празни раце ли влагаш? Не, обично кога влагам од туѓа куќа, прескочкаш и кука за тоа. Ја влагам со тоа што ми од спред. Тоа најшто ми штрче. Вау, значи не си со празни раци, Не, јас сум, пошто сум глумец, брат, и ја дојде тука за да не ме вработе министро. И спремамо една песничка, не многу спрема, пошто не ќе да ме вработе, разбираш? тебе така колку да се рече ја спреми. Ради Рено. Ако сакаш ќе ти ја рецитирам сега, сакаш? Сакам. Ама чекай малце, ако ти ме рецитираш мене песната, јас што треба да го глумам министерот. Мене министрот ти би. Чекай, ако ја го глумам министерот, Шо? ако ја го глумам министерот, тогаш треба да седнам на фотелјата. Дај, на фотелјата. Ја му викам, па ти сташе стоп, он одма стоп. Чекай малку се. Да ти ја. Една работа не ми е јасно. Па е многу добра ме фотелја. Многу е добра фотелја. Не е толку добра, ама добра. Добро, јака се. Има и подобри. Има и подобри, сум видел. Чекай се, јас сум го видел министерот како седи на фотелјата. Ама како да стасаш до фотелјата? Тоа не ми е јасно и на мене, разбираш? Знаеш шо, волим, од околу и прави сумов дека не те интересира, разбираш? Де ми болете кура за фотелјата. Де ми... Не ти е битна фотелјата. Ја, не скажеш ти за друго седење, ти Еј, ама нешо, нешо. Ама како идем нека фотелја, нешо ме буца од позади, брат. Еј, не се секирај, тоа е природен процес. не утеши сега, брат. Дај ми овие црци за шолица ми, знаеш шо? И кога ќе дојдеш до неа нагло седни. Нагло не седам. Дека земе ќе допрши шо. Друго е. Ма како, види, кога ќе седнеш вака и гласот ти се мење. Да, некако надмен ти е. Подоминантен, да ти кажам. А и више не ме буца сега, ја буцам. Плюс тоа гледаш од дистанца на работите. Од високо. И, например, можеш да ги гледаш од тука како улават странките, разбираш? Да, добре. Пример, Улезе една странка улезе. па улезе друга странка. Станка улезе сега. Па улезе Бранка. Па после станка па уште дъшка улезе. Опа, стаја таа станка. Ајде рецитири песна. Ајде, фала ти, опа. Ајде, чекай да видам сега. Ушува, и казо ми мина. Слушай го, брат, ово. Друго. Знаеш како се вика ово? Моли. Донесете одлука. Така. И вика, и сега причекай, дай малце се концентрирам ока полски, ово сега. Ајде, рецитири.
Другари, например, гледай се, и сега ќе го гледам министер во очи, му викам. Не ме гледај толку очи ме боли главата. Ајде. Задоволството во она што го работиш е основа за совршенство во работата. Браво. А твоите очи, кога ќе ги видам, ја очи не сум видел на министер, нема врска, брат, моля, ето. Па ја не знам што споминеш очи, ја очи не сум видел на министер. Не, не е таа песна. Дај таа процедурата песна. Део ја, Моли, слушај песната. која песна? Вика се Умилкување. Умилкување, тоа е таа песна за ке министер. Поубаво да ти дојдем, чекај. Дојди туку, убаво тука, дојди ова. Чекај сега само вака, емоциите да ми дојдат. Ја го ја, чекај. Ајде. Емоции да ти дојдат, молим те убаво да ти дојдат. И на мене поубаво да ми дојде, разбираш. Ајде. Оно само ќе си стане, не? Само ќе си, како ми дат емоциите, така нааму ми дат. Значи, од емоциите, од тука ќе го навагнат тука и он ќе дојде тука. Добро, Не се секири. Не, ти не се кири. Само да ми дојдат емоциите, молим те. Ајде, сконцентрирай се. Беше убаво, министер. Ќе те предплатам за вечна љубов. Така, значи, вечно да бидеме на власт. Добро е тоа. И во пости, и во гости. Предпостили бе, малку незгодно тоа. Косуво дрво, Моли, косуво дрво. тебе тоа мака дрвото да му го мајката си. Тај малце предигра да му го мајка. И ќе те не те лапаме Ево, бега. не Не те бил за министер ти, не може да не ми доаѓаат емоциите, брат, што да правам? А чекај малце сега, ти да имаш песничка, јас да немам песничка. Па можеш ти да му направиш една песна. Која песна? Чекај, ја ќе му пеам. Не, ќе му пееш. Што песничка? Ќе му пеам оваа од Шако полумета ќе му пеам. А, Она е лепша од сношти. Знаеш ли таа песничка, не? се убаво, Ама знаеш ли ама песничка? многу е турбо фолк, брат, не бива тоа. Ама ја болја пеам. Она е лепша од сношти, не мирис у коси, просто до неба ме носи. Не, убаво. Значи, можеш ти таа песна, ама дај друг стил, брат. Као, например, да ја рецитира некој друг. Добро, Радош Печија. Знаеш си. Еве, ајде. Ја ќе ти будам министер, чекай. Добро, Мацот позади убаво да ме краш. Добре. Центрирате. Значи, Радош Печија, он е... Ами сте се побави, не се врти. Добро ли, Вака? Одлично. Ете га. Истекни го. Дај на емоција беше. Мири су коси. Така, добро е тоа. До неба ме носи. Одлично. И се носи. Набовнаме. Роđena samo za tebe. Добро, дај, уште. Ljepota od žene. Браво! Bez nje. Без неја, што? Bez nje. Добро, кажи го збор. Mi se kući. Што? Браво! Одлично, бе! Вака си вработен 100%. Браво, одлично. Те така се лижеме, брат. Те така се лиже, брат. Така се лижеме, а не некој ќе дојде кај министеро и знаеш како зборат. И дојат кај вика, дојде господин министер, може ли малку да се лижам? Молим, не те разбирам. Може ли малку да отворам тој да се лижам? Ја као министер не те разбирам, брат. Значи, и после министерот народно не го разбирал. Нема врска. Народно неки како го сака, брат. Значи, кажи си што сакаш. Не знае како го сака. Пример, пример. Ти како би излежал кај министер? Доаѓам кај министер. Добро. И строго го гледам. Зашто съм отворено. Му викам, добре, господин министер. Добре. Како е, добро ли? Добре. Од Сабајле биде ли? Биде едно големо, да, биде. Добро е. Да. Ај ке молам процедурално. Процедурално, не е проблем, процедурално. Ајде, Добре. само гледате напред и опуштено. Опуштено, пиче твое што е njeno, nije problem. Ајде. Опуштите ги вие гъздите бутини што се. Опуштени се. Ево. Ајде. Отварам го. Овие што се ги отварам гъздите бутини и го лижам. Разбираш? И он човек, ја човек.
Двайцата човеци, разбираш ли? Е така. Ама ти, министри, не си се пришъл от сама, или? Що да се пришъл? Знам дека трябва два вика от тебе да пия. Нема потреби да се паѓа, ела бабу замиш го. Те така се лижи, брат. А кажи ми, вака и кај жените ли лижиш? Не, ама на пусто можеш и има и друга варианта. Која? Да бе, са порифлер. Да и на вас да ви кажам, ако ќе ви лижате кај министърът. Да си знаете, по гарант да чекате некој од вас. Гарант некој од вас кај да ќе лиже кај министърът. Ево, знае ја дали аз да ми да кажем на вас. Значи, Шо си човек? кога идеш кај министър да лижеш, първи ќе си лапнеш 2-3 ментал бабончички, разбираш? Добро. За кој ќе го зашлапаш, Да го освежиш. бум, да го освежиш. Пошоли се 24/7, разбираш? Нон-стоп работат. Значи, пошто тој е натапкано, Па уште ако некој ватне с министър. Нема шанс. и треба, знаеш што, треба да ги онедеш малку вака. Да, малку. Пошто тој е горе ојдено и сега треба да го разтегнеш го, разбираш ли? Браво. И ако има ватенци да му дунеш, например, вака, влезе. Обдува ја, како му е на министър, кога после метал ботък и му духа да го намовнеш. Ајде, колега, молим те, демонстри се. Ако е некој од овие туј, муј, она, тие, ту ви да им покажем Ајде, колко е на... ајде. Спреми ли си? Ајде. Се, овие сте ми дали вака лижеш и ка жените. Не. Како се лижеш ка жените? Жените другаче, они се како рибички, брат. Не те разбирам. Значи, много се плашливи. Значи ако ги гледаш у водата вака, Не можеш нагло на жената да ја улезеш. ќе избега. Ки избега, он да разбираш, так избега. Како да излезеш? Сега ќе ти кажа, они се како рибички, например, први ќе улезеш со едениот прс. У водата. Вика цъца, значи безобразни све биле. Ама кој не му стиска, нека се излезе слободно. Или кој не е стискал отдавна, нека излезе. Или никој не е бракал, нека излезе. Ќе му правиме лиги сега. Малце некултурно е мајка и сина кога дошле заедно. Не знаеш на кој му е по-несконо. На тој што се едно лип. Што има врска? Кај мене уштипкова бебе и татко ми и сестри ми заедно дојдеа. Татко ми едно незгодно што му беше. И каже Како да не е бракал, разбираш? И бркнеше едниот прст. И Бркнеше едниот срамота. ама не е срамота тоа, така е. Бркнеше едниот прст. И бркнеш го едениот прс и правиш бранови. Знаеш? Добро. И после, што се дешава од брановите? Чекайте. Дај бранови се, добро. И после, Навлажи го, молим те. И бркнеш го едениот прс и правиш бранови. добро. И залажеш ја од бравите рибичката, она бака прави. После, И ако не успеат тие брави, бркнеш ги други прс. други бранови се на други. По-големи бранови. И она, так фанеш си, Кога ќе фарам ја рибичката, одма сакам нешто да ја правам. Нема шанси. Нема шанси, ти треба неа да ја догореш 4 дена уназад, за 3 дена унапред, брат. Да има време да се спреми. Да има време да се спреме, брат. Значи у понеделник за унедела. Така. Психолошки да се спремиш. Првиот ден, разбираш, Шо прави цела недела? Првиот ден шо прави? Првиот ден вика шо правам да си купам долна облека секс. Добро, тоа окей, долна облека. Секс. Вториот ден вика како да го запалам дечко. Утре много е тешко да го запалиш дечко ти. Ја, пример, многу тешко се пала. Оди па изгаси ме после. После третиот ден вика, доаѓа дома, вика, чеки сега малку... Фенг шуи. Фенг шуи, собата не ми е наместена, ома преуредуе плакати, мести, кречи, менја чаршави, китки. На црвено да ударе појавно. Да, разбираш. Држи свеки китки, митки тука се направи. Мине цела недела. И мине цела недела, и добро сега, ај ти знаеш дека ќе дојде недела и ќе биде се, разбираш, ама он не знае. Како да му објасниш на него кој не разбира? Разбираш, он буде се века, која ќе биде? Он целиот укочил се, разбираш ли? Здравил се и вака цел време. Разбираш, со главата прави. Со главата ли прави? И Добро. Това што ми кажа, не знам, ви?
Ако го удреш, он се наведе и па се върне пробитата положба. Арно, ама знаеш що е работата ке него? Що е проблема? Много е свой глав. Ай, що е своеглав, едно време и твърдоглав стане. Кой па разбери се со него после кој е твърдоглав? Нема шанс да се разбереш. Не бива, брат! Не бива. Разбираш? А после некој време тешко му дойде. Брат, не е тешко, едно време падна в депресия. Овој пат дигни го после. Нема шанси, нема дигани после. Нема после, нема шанс. Разбираш ли, и па и натраше се. Пуща една сълзичка, разбираш. Демек тежко му е. Що да правим, я ли се откри? И той седмиот ден. И брат, дойде недела! Знаеш ти какво е недела, не ли? И дойде недела, разбираш ли? И брат, ти готов спреме си и сега дойдете тук, къде няма вечера. Спремила вечера се средила и подотворила е вратата от спалната соба. Малкочко и там огледаш ги свеките, китките да и гледа на мамете, демек ке биде нещо. И правите мулавет. И правите бош мулавет. И викаш ти избориш. Процедурално викаш. И вчера с другарите седим и он вика, ай за бация, каже, аз си изпокази с смение. Това беше вчера, брат, смешно, денеска, не е како ти обясна. И поводи обясни му дека не е смешно. И после глупия мабет, най-глупото. Не, после най-глупото вика, сърце ти на факултето, кай си? Кое е млабетот со факултетот? Или крайното, веќе кога више ќе се завршат сите теми, што се не треми, вика, денеска ладно беше време. А и овој снегот не изненади. У декември. Шо е боле неа за снего? Шо па тебе боле за снего? Шо па него го гајде за снего? Шо па твајката ги боле за снего? Нема врска. А вратата там отворена. И брат, готово, дойде тај моментот. Разбираш? Дойде тај моментот, она улезе таму, ти излезеш и одеш неке неа, разбираш, спалната и таман. Легната! Разбираш ли? Она легната, ти стоеш тука, ти я гледаш неа, она го гледа него, он тебе не те гледа. Разбираш ли? И тука целиот ти се нервозен. А она ти е уморни косач поза. Или јас што ја викам, ја дојде. Па сега ти дека си знаеш. И брат, ја дојде. А он веќе работи. Не, он работи, брат, скопка на сад, него он веќе работи, разбираш ли? И, а ти тугај да сванеш, убаво ви е тука окречено. Разбираш, тогаш приметиш све. Тугај, уствари она за тебе го прави тоа за свеките чаши, за да не ти е досадно бе брат веќе. А тогаш приметиш и свеки чаши и све. Да, се ти стане јасно. Она за тебе се труди, а ти тоа не го цениш. А ако е дечко? Ако си дечко. Така, сега ги деш. А ако си дечко? Јас съм дечкото. Значи, брат, има една девојче, разбираш, и водителка водителка и вика, јас дечко ми го засакав, уште пред да го запознам и ме однесе на романтичен викенд во Париз. Париз? Дека? Париз. Аха, а да те однесеше на романтичен викенд у село Тркање? Кочанско село е. Ке го засакаш или уште пред да го запознаеш? Нели не е битно месото кај си? Нели? Нели битно е човекот со кој си? И човекот че у тебе и ти у него. Така. И замисли, брат. И сега доаѓа кај девојката му и вика. Срце мој! Јас сум девојчето. Ти си девојчето. Фигуративно. Па не личиш многу за девојче, али ајде. Добри? Многу си влатлив сега. И му вика. Срце мој, ќе те носам на романтичен викенд у Париз. Не, ќе те носам на романтичен викенд. А тека не знае. Да не и кажеш. Не и кажеш. Че те носам на романтичен викенд. И она кеф. И она кефлија. Значи не и кажеш изненадување, брат. Изненадува. И ја носи. И брзи ги очите. Да. И ја носи со кол, и вака кеф. И брат стасат пред селото шо е, реши, и тргај ги о завесата и она гледа таблата, пишува село Тркање лево. И каква ќе биде фацата, молим ти се, да шо, не ли си изненадена? Много изненадена. Шо, не ли ти убаво? Убаво ми е. Шо му фале на село Тркање? Шо му фале на... Чекай да те питам.
Тамо викенд има ли бе? Има. Сабота, недела има. Има. Небо има ли звезди? Има. Ниви има. Ајде пари стаги ниви. Нема. Слиш? Сега добро, нема. Ајде на кула, ама има едно високо дрво што фали дрво. Ништо брат. Однеси ја на пикник околу тоа дрвото и кога ќе завршите со тоа пикникот качи на дрвото и избегај си и остане таму цел живот ќе те јаде по цел живот. Ќе ти баре тај кредит за ова Дај за роза. Така, а има и жени брат што многу обрнуваат внимание на деталите. Па истите жени се. Истите жени. Значи многу ме нервираат жените што обрнуваат внимание на детали. Пример, еве имате секс вечерва и многу убаво. Јави се, де. Шо? Иди кај се таму дај. Абе да не чека човеку, не заебаве. Бате ли ово што јадеме гомлиње тука? Не заебаве и работа имаш таму. И вика, пример имате секс, све убаво денеска и утре дента. Еве јас сум девојчето. Чекај ма да кажам шегата нешто. Ама девојчето кога ќе бидеш, ќе ти го дам позади 10 кили. И вика, пиеме кафе утре дента после сексот све убаво и доаѓа и ми вика, окей. Како ти се свигаше новото прсче вчера? Шо ново ли ти е? Шо имаше ли прстуче? Не, пошто ја не памтам. Не памтам, да. Значи ја знаеш шо правам. Знаеш ја шо правам? Ја доаѓам. Добро. Ти си девојчето сега, да ти направам кеф. Ја ме ја девојчето. Ти си девојчето, значи ја шо правам? Ја доаѓам, влагам у собата, гледам, го фаќам прстукот, го валам, го фрлам и работам. А според неја шо треба да правам? Пример. Според неја за да ги приметиме деталите. Според вас тука што се жените. Да, според неја. Значи влагам, го гледам, го констатирам, го фаќам. Шо материјал ти прстуче? Срцај не е битно. Кај ти е, кажи ми од кај ти е? Срце не е битно, ајде имаме секс, јас сум овулација. Ма како секс, кажи ми од кај си? Од Биг Пазар си на пробе? За 150 Срцај ми се. Срцај ке се... Нема шанс, дај отвори кесичката, отворим што си купи друго. Така ли? Чекай, кај го купила ова? Од дека? Од Биг Пазар? А како го пробуват на Биг Пазар тоа прстуче? Таму ја колку што знам нема гардероби. Како го пробувам? Чаки ти објасни. Еве сега, јас сум девојче. Еве, ти си девојчето. Ајде, многу девојчиња, бе. Добар ден. Добар ден. Што треба? Чекай бе, не е така на Биг Пазар. Добар ден. Ја, од другата страна сум сега. Чекай се. Сега ти си на циганскиот пазар? На циганскиот, на ромски ове. Ромскиот се извина. Ови на Рома шо е? На Рома. Добар ден. Добар ден, што треба? Прсичи. Прсичи, добро, кој број ќе ви Па од суперче. Од де, имамо 150, 200, 250. Кој треба го сакате? Од 150. 150, добро. Кој број ќе рече? Од 75. 75, чекај да проверам само малку, момент. Ајжу, ај за тебе 85 да не ти стега многу. Нека си ме сега ќе се здебелам. Па таман, ето. Фала многу пријатно. Така ли? Не пукам на това. Така ли пробувате прсучење на Биг Пазар, бе? Или па има некој, а чекај, жените. А ние мажите бе која молиме жени за секс. Катастрофа. А шо личиме? Па циганче која моли за 5 денари има повеќе достоинство, бе. Он ти е конкретен. Значи он доаѓа и вика, чичко, дај 5 денара. Немам. Каков педер си. И си оди. Си оди. А ти не си одиш. Тука си. Аби иди си. Чекај да ги питам. Имате ли молено за секс? Ovo za majstor znači. Имате ли молено за секс? И што да не сакаш ти у еден глас да ти речат финтата беше еден да крене рака, па да го добиме пола сад. Али добро, паметен народ, бе. Не, ова е добро, Не, он е женет, он сам не моли, али колко молил, Шо? Баш сега моли. Еве ќе објасниме како моле он за секс. Сега, брат, не, ние ќе објасниме, па ти речи да или не, разбираш ли? Добре ли, Богица?
Добре, ајде, значи јас сум девојчето, пак, ајде. Срце, чекай! 8 сата гледам серија на некоја програма. И, например, ранкото. Рано, У 8,5 сата. Ја гледам серија. И он се прави улов. Девек, не го интересира, знаеш. И оде нека женска вика, Срце, што правиш ти, добре ли си? Добро сум, гледам серија, не ме замари. Не, ја мислев, ако сакаш малку да... Нема шанси, не замари. Добре, извини. Тоа е 10,5 сат. Толе на воци. И веќе почне малце да се нервирам, ајшо е. Зашо гледа девојче толе на воци, тоа не ми е јасно, нема вeze. И Паоли вика, Срце, гледай сега ти објаснам нешто малку, сега поагресивно малку. Ја денеска беше на работа, изморен сум, јас сакам малку да се онедеме, ако треба. Да ме опуштиш. Не замари, гледам толе на воци, да шетам. Шетам. Ама... Абе, беги мај да си. Не замари, дојду 2 сата. Веќе од 2 сат нервоз вика, Срце, да се секс сакам. Нема шанси, ме боли главата. Дај ми малкучко, малку. Ме боли главата. Аме Срце, напи апче. Трето прв ке пијам сега. Срце, ајмо малку за... Нема шанси, утре треба да добијам. Ама добро, па е утре, Срце. Ево утре, ама денес тоа мало ме боли. Не пијам апче, нема шанси. Срце, ајме малку. Чекай сега, ти треба да не зади разграничиш што значи тоа малку, брат. Че дали малку као временски малку или малку као само главичката малку? Ај одлучи се, молим те. Временски малку 3 минути. Добро, ај замоли ме за 3 минути. Срце, дај малку 3 минути, само малку, 3 минути, тоа после да чигоно, мога си одно, само... Чекай малку. Така вода и си отидам, не, само се оставам. Што е девојката ме, брат, микровална? Па за 3 минути. Микровална ли е? Е, шо? Дое, навие на 3 минути, стае го, и тоа кога ќе истечат тие 3 минути, направи да звук. И ако не го излезеш, има да изгори. Да! 3 минути е. Ей, слушай, многу збориме за секс, брат. Не, може да налета некој министер. Ако налета тој од здравство, има да не клеца пучино. А ако дојде вај од образование, од кефке не е. Добро, него ме, види сега, да го разбереме човекот, него тоа не му е уресор, али загрижен е човекот. А што бил работа? За наталитетот бил загрижен. И вика, јас лично ќе придонесам. Добро, и што? Само вечера не придонесуваме, брат, молим те да завршиме само, може ли? Формирал не продешега, па нема веза. Молим. Формирал комисија. И комисија зовија за дигање на наталитетот, пошто не му уресор. А комисија направил? Комисија направил и одат од врата на врата и вика, добар ден. А чекай, ајде, добро. Ти си тај на врата, шо? Добар ден, да ја прашам, ние сме Министерство за образование, дали има керка за клецење? Министерот сака да придонесе за наталитетот. Ја имам керка, ама не знам дали за клецање, да ја прашам. Ајде, приди, прашам. Ама, оти. Ако му уресор да помени, има многу работа, не мога. А кога да помини? Па кажете вие, ќе помине, не е страшно. Брзо работам, Брзо, добро. 4 минути му трае, толку. Ај бака. Добро. Ај утре помините и жени ми да ја онедете малко. Не е проблем, ќе онедете. Чекай, тебе нешто тијам гледано, брат. Шо? Нешто имаш глумено физички театар. Да бе, многу сум еластичен. Сакаш да видиш? Ајде, фани ме тука за работа. Фани ме шо? Сигурен ли си? Фани не се плаши. Гледай сега. Опа. Шо направил? Одам кај доктор и му викам, докторе, шо е работата со мене? И ми вика, од таков материјал си направен. Прилагодлив. Знаеш да се наведнеш. Значи можеш да се наведнеш, разбираш? Па чим си таков материјал, ти си печен за политичар, брат. Демек прилагодлив ли си? Талентиран си за политичар, чим знаеш да скола, знаеш да се наведнеш, тоа ќе биде за политичар.
Кажи ми, снимаш ли нешто, бе? Какво не бе, брат? Мислам, дали снимаш нешто общо као глумец? Сега- Ја, например, А. ја као глумец, например, имам снимано многу. Имам, например, еве сега 2 пути имам Пуќа снимано. Ти имаш нешто снимано? Јас едно време сакаа таленто да ми го откријат дека ми е Ага. И те снимали? и земаа колоноскопски да ми го откријат. Па и тоа е снимање. И со камера го лезеа. Добро. Што се смеете, не е смешно. Пробалили сте да видите дали. И убав ли е тај кабел? Слушай како се смее убав, знае дека. Знае дека не е убав кабел. Знае дека е убавка. Зависи. На некој му убав, на некој не му убав. Зависи до кабел. До кабел. И брат, гледа и видеа нешто кафено, ме извија тоа не беше таленто. А кажи ми, чекай сега, Мац. Шо највише, за ако дојде министерот, или министерот ако дојде, Добро. само за него ли ќе играш? Трагедија, колега. Не, само за него ли ќе играш? Трагедија ќе му играм. Ама, шо нај... А за него ли? Да. Па не, сега За дали ти е битно за него или за... Не, гледай сега ти кажам, на некој е битно шо ќе играш, а за некој е битно пред кој ќе играш. Е така, ако е министерка, Не знам. ако е министерка, танцот ти е различен од министерот. Различно. Да, ако е министерка, танцот... Ако е министерка, какво е там? Танцот нешто... Вака? Не знам. Ако е министерка... Значи по-напред. Да, а ако е... По-исторено, вај дел предниот да ти е по-исторен. Да, тој ти е танцот за министерка, а ако е... А ако е министер? Па не знам, ќе се најдеш некако да... Некако ќе го потражиш начинот. Ако не го потражиш, он сам ќе си го најде. Начинот. А шо највише играш? Трагедија, колега. Смрт или најдени открити, општо и посебно. Мажи привлечени во жени, жени привлечени во мажи, голи, комедијанти, например, секај ги игра, има е пресудно светот на интриги и илузија. Многу е склон кон глумање, може да го спомнам од сцената до тебе. Ајде да имам си. Например, по ваша заповед може да играме комедијанти, вработени, невработени, шпиони! Кај ги спомнаш шпионите? Кај ги спомнавија шпионите, ле? 1500 шпиони тук. Има ли тука некој со шпион? Шпион има ли некој? Ја бе? Има, ама не го знаат кој е. Дури и детето знае дека има шпион. Има, до мене не го кажувам кој е. Ја до мене, ама не го кажувам. И шо е со шпионите? Вај со брковите да не е шпион. Тие со андеркавер бркови му се тие. Кога збори да не му се примете. Као Човски. Андеркавер. Слушај, знаеш ли што е најјакото кај шпионите? Моли. Најјакото кај шпионите? Шо е? Многу шпионират, бе, брат. Викаш што е најако кај нив? Многу. Шо? И, например, и навечер кога спијат, и навечер шпионират. Како мислиш? Па, например, ке си легне тоа и вака прави, и вака со луѓе. Сега, да, и, аха! Ево, Ајде, ти видел, нема веза. Шо е, а друго шо знаеш да глумиш? Педофили! Педофили ки глуми. Добро, оно од Штип, таму има многу педофили. Таму е центарот на педофилите во Југоисточна Европа. Чепкаш болна тема. Ја чепкам ти ја отвори. Два прста. Па добро, сега ние, како ти Шо кажам, имате таму за педофили? имаме Сдружение на педофили. Асоциација. Association Corporation Development for Children and stuff. И имаме еден најмудар педофил, тај најмудрио шо е. Со најголеми муда тај. Он цело време држе говорници обука за децата. Трибини. И многу ги бива, многу се педагошки настроени кон децата. Да, педагошки. Педагошки, да. И шо е со трибините? Па има една трибина, сега скоро имаше една трибина, викаше се како со Чичо и зошто. Свираш? Да. И например ќе го седне, сега ќе ти објаснам како иде таа трибината. И он си седне тука, свираш? И седне го детето тука. Добро, на Како која? те образ? И викам, шо правиш? Добар ли си? Јавам те на Фейсбук сингл си нешто. Не се секирај, никој не смее да те пипа, освен Чичо. А знаеш што се знаеш дека овие се јавни личности педофилите? Кој бе?
Педофилите ги имаш на сајтот на МВР. Што збориш? Да бе, да ги имаш со сликички. Имаш, ако сакаш можеш и лайк да му кликнеш на педофилот. Или рекомендет. Да ме препорачаш. Му го препорачаш некој на Facebook, ја ти го вај педофил од мене ти го препорачам. Од моје лично искуство. Многу е со деца, нежен. Бива го со деца ефтен. А сликата каква му е? Ај, молим те покажа сликата. Сликата, брат, легнал и гол. Ама легнал покрај камин тука и ставил тука една играчка мече. И напишал под сликата: пронајди ја играчката. Следува награда. Шо е наградата, тоа детето ќе си открие, некам да му се мешам. Битно знам дека има 2 киндаријаца, друго не знам. За него, знаеш ли шо? Шо? За тие педофилите, брат, затвор. Затвор? Затвори го тамо, да разбираш ли? И таму во затвора ќе се сретне со неговата прва љубов. Ама сега таа првата љубов, Кој бил професор по историја. А овој му бил ученик. и сега таа првата љубов, брат, на Биртан. Окав оне ден на пумпан и го гледал таму и му вика: Чичо! И кој ќе го путне таа келија, тима да го расчичи. Сите чички ќе му го отвори. Тоа за ви, брат, тоа за ви. Само затвор. Само затвор. Страшна работа. Дај малце, ајде пауз да се освежи малко. Педофилска клетва таа живее. Ќе ме биде ли за педофил? Какво ти ова реторичко прашање? Мислам, нема да те бидам, ги немаш годините и некако многу ми глумиш, брат. Па ако сакаш да викнеме некој од политичарите да ти глуми. Педофил. Не, да ти глуми. Да ми глуми, па да, они види, знаеш, политичари, они се талентирани за глума. Брат, они ако ќе завршат политички науки, автоматски имат и диплома за глумец. Да, али знаеш што е ни проблемот? Шо? Многу кратко памтам. Одма забрават, сакаш да кажеш. Одма забрава. А минат изборите одма забрави. Да, не, утре денеска го читам по монологот што го е пишал, утре го забрави. Не се смеат. Страги е, бе. Да, страги е. Знаат дека тука некаде се иони околу нас. Кај нив тој е најголем проблем. И што забрават, а? Забрават. Многу забрават. Многу забрават. Ама ако ќе му пропадне партијата на политика. И, например, забрава, тоа е прва професионална деформација, забрава. Втора професионална деформација, например, пропадне му партијата и оде, например, кине карти универзална сала, разбираш? Не, што се работи. Да. И вика, чекај госпожата да се отидат, пошто нема смисла, многу е рекото. Хвала многу на присуството. Бете прекрасни. Овие се шпионите на цела дата информација, брат. Разбираш, ќе се врнат. На площад. На площад, да, на площад. И, брат, и? После? Кине карта универзална. Кине карта универзална сала. Но, пошто забрава, тоа му е првата професионална информација, и бара карти на сите. И, например, тој некој лези си универзална сала. Дечко карта. Дечко, плати ти преска се, шо? Добро, ајде улези. И улава си, после па излава да си пуши цигара. Пуши цигара, добро. И па доваѓа па. Дечко карта. Абе, плати ти сега пред малце. Добро, улези. Не нервира, не улези. И добро, па улава и трет пат, брат, доваѓа. Поче му се нешто. И прави одговор. Дечко карта. Абе, шо човек плати ти, шо? Добро, улези, не нервира, не улези, не нервира, фара, тук убијам, затворам те тук, не нервира. Тоа ти е друга професионална деформација. Друга која? Ајде да кажи. Која? Сега ќе ја видам. Друга професионална деформација, брат, значи таа првата што е. Те клувалите? Првата професионална деформација многу ветуваат. Многу. Нон-стоп ветуваат. Значи, нешто кажу, одма вети. Например, добро утро. Значи, искача од зградата, комшијата добро утро му вика. Добро утро. Ќе биде не се уреду, не се кире, ќе заврши работа. Уреду е. Не се кире, утре, заутре, најгосто. Шо? Не се кире, ќе заврши му живи си, ајде, тене работа. И, например, ветува за детето. За детето, например, дето, тато, може ли да си тетрадка да ми купиш? Не му дојде детето. Он иде кај детето, му влага усото му вика, не се кирај, ти ветувам дека утре, сега овие со рокови, модерните, нели што се со рокови, ќе ти купам тетрадка утре, најкасно задутре. До 4 сата. До 4 сата, све си е со рок. Или, например, на жена му. На жена му, тој е најако. На жена му тој ветува нешто. Еве, например, јас му чета, викам, ќе имаме ли секс вечер, Злато? Ти ветувам дека ќе имаме секс вечерва, дека ако треба 2 секса ќе имаме, проследени со неколку оргазми,
И ако треба, ветувам дека нема да свршам предвремено од ветерото. А ако свршам, да умрем и да загинам за Македонија. Ама знаеш ли шо? Мене знаеш шо najviše ме добие? Шо? Шо сите глумат, бе. Много глумци. Слушам сега универзална сала и мало нещо стендап, чекайки министр. Бог да чуе да лажат ги луѓето тука, взимат и по 250 дена. Ше! Бог да чуе. Сите глумат. Знаеш дека и тук има глумци? Ей, има ли? Има един куп глумци тука. Сакаш да видиме дали некој глуме? Например, него е... О, знаем, он е роден глумец. Роден глумец. Брат, тие би га се шо. Брат, тебе те најдем се, шо направи? Ама не за друго. Пошто планирахме тоа столче и сега... Пошто дајчичкото строго некако не гледа. Знаеш како ме гледа, брат? Демек, немој мене да си... А прко ми нещо. Не, бради. Бради. Не го питате шо кога да дошло на трагедија, бе, брат. Комедија, бе, Тоа трагедија ова што го збориме. Него... Брат, имаш ли го проверено на жената? Имаш ли глумено на жената и некато живото било кола? Искрен човек! Искрен човек! Абе, не искрен човек! Ај му рака, баци го човекот! Браво, браво! Баци го човекот! Имаш ли го ovo проверено? Сега, колега, ај молите глумити. Ева, јас сум ти сега! Да, имаш ли го ovo проверено на жената? Например, дојдеш ти вечерта у 4 по саато, 15 за 5, Сабај си дојдеш Сабајлето и... Ај, колега, улизи. Колку? 4 по 5? 4 по 5, ај, улизи. Ај, мој. Сабајле. Чекай, ова така ли су лаучили да се? Ајде, деп. Ти што не ми се гледа, не може да погода брата, дека чека да видам, чека клучо да го најдам. Клучо, не кондома го извини, чека. Нека е клучо, Ево клучо на најсигурното место. Чека да видам, да прочитам горе дали мојост. Не може да читам, не више читам. И чека да улезели колега. Де фали убаво. Напашли го убаво. Улезели. Добро е. Не читай клуче. Добро. Сега. Седи си, слободно. И улезели, затвори, извади клуче од позади. Абе некој ќе ти дојде ти ограбе, вземи си клуче. Ете. И оди се, не, ќе ја затвори врата. Ќе нема ми брате. И он пази на мачето. Згази го мачето да Мачо! Чека си, не! Осте го мачето, тере глуми. И онда е река. Мачо, дека си! Ама осте... Дека ми е жената се. Натака, право. И ми е масата од дневната. Пази ја масата од дневната. Нова ми е масата. Пази, Мачо, дека си! Ама осте го мачето, да го има мачето, да го има. Да има мачето. Оди таму, кажи. Да видам дали е моето место. Сега ти трябва тук човек да ме чека. По-бързи не може, трябва да бъде Йон дома да. Абе да знам дали е моето мачо ще разгрежа. Жеби вечер Йон да заглави до 4 по сеат, не за Ако е мачо, не пасу майката, не е моята кухня. Оди напред да мине, добре ли? Абе има мачо, я го знам. Оди на такова нека мачето. Ой, изпад заебани, мене сбили се. Имам мачето да тия. Оди там, брат, айде. И одеш, отваряше врата, взираш, порека да не кръцне нищо, пази ли отвора по долу. Пази да не кръцне. Тя разбудиш. А паза до тебе, полека. Оди, айде. Улези ли? Затвори вратата да не промай да не умра. Добре, ај оди сега некај кревето. Полека, бе, полека не ќе разбудиш жената. Не од та, де види дали диши ли, види дали диши. Хрче у пичку, ватре.
Не од таа страна, од другата страна, од грешка страна поверуваш. А па продавно гајта. Хрче у пичку, бата. Оди полека. Ај сега, седни, ама се облечи панталоните полека. Пази на каишо да не тропне полека, молим те. Ево каиш да те имам глупио. Дај бе тие продуцентите, дај ти му да каиш да ово, ево. Дај да каиш бе, брат, ти беше каиш. Не разбрам човек. Ајме да ти имам да се лъшеме с ветмицот. Не може беше. Оди се тука. Викай то. Спиш ли? Спие да мълчи това. Що се нервирал на те? Много си смешен. Тишина, бе! Добро. И полека. Чекай да улеза Молико. Улези, айде, Молико. Полека, спущи ги панталоните и седни. И кръцне. И от тази момент кръцне и жена му се разбуди и му вика: Мажо, дека ке одеш? Ти порем ке одам. Не за друго, брат, работа ги се отвориш, трябва да дойдеш поле после. А не трябва да чекаш да има, разбираш. Ке трябва да чекаш да се доми да отворят подавницата. Али ова е 15 за 5, пази. Баси майката. Абе, стварно се начукав да го кажем ова вицо да ти е. Епа! Епа, запналци мачето. Абе, ако е маче, сгрешил сум ја куќата, ако е мачо, кај мене сум. И сега, дека е мачето? Мачо! Сей, не го тражи па, молим те се. Не. Тоа ти се, брат. Ај, машки не шокувате, жените кумат. И они, највише мрзам кога некој девојче ни каже: дечко, многу ми глумиш. Па глумец сум да му еба мајката, Шо? Државата му да дела диплома, печат му удрила и да глуме. Де е печат работа, разбираш? А де е печат? Мислам, министърът ми дал диплома. Ја так, Муро. И ми ставил Муро за цел живот. Така. Разбираш? А, например, како ти објасниш на баба ти дека си глумец, брат? Затоа и многу баби не сакат тоа. Одам, јави се. Одам кај баба ми. И викам: бабо, ја глумец заврши. Шо си, бе? Викам: бабо, глумец. Шо? Бабо, бе, глумец. А шо работиш? Мене баба ми... Мене баба ми вика... Сине, шо заврши ти? Викам: бабо, глумец. Шо? Викам: бабо, глумец. Шо? Адвокат. Обол си. Баба работа по адвокат. Лажеш ги луѓето, крадеш ги, ама... Битно твојата фамилија да има пари, другите не се битни. Ако? Или, например, има, не знам сега, ако си видел по телевизии, по YouTube, има много глумци. Да, посебно има една серија, сега се вика Представување на градоначалници. Најнова серија. Таа е најнова серија. И имаше скоро една епизода, многу беше емотивна. Тажна, пак е комична. Главен лик беше мај Крадули, како се више? Крадули, бре. Крадули. Джани! И знаеш како почуваше се? Знаеш како почуваше серијата? Молим. Много јако. Слушај. Кажи, шефе, што е работа? На емисија сум не можам сега. Ајде, да представуваме. Али, фантастична трансформација има. Значи, трансформација има 200%. Го гледаш на снимањето една недела пред тоа. Таму декември негде крај, нешто за буџет беше, не се сеќавам тачно. Крај негде
се снимаше, пошто у една епизода беше за Буџетот ли? Буџетот и он у една епизода Сакаш ли? Чекай. Значи трансформација 200%. За Буџетот го гледаш таму. Трни прстот! Семи! И после това ден. За него! Фантастичен глумец! Одлично! Мислам, зашто не работи у театар, не знам, тя забрава текста. И кине картика е стаси. И многу ветува. Да, за тоа не работи. И брат, а сакаш за Буџетот да ти ќе расправим тоа после? Тоа после. А петлите ги правим? Не петли. Тај кажи ми ти, министерот кога ќе дое? Брат, многу работат изјавува. 24 село работат, брат. Нема ги нигде. Не можеш да ги најдеш. Да не- Денеска сите се на площадта, ама. Па таму се сите. Кој ко чека ми е? Ај ти кој курам, они што чекаат. Кој ме лажеше, бе? Ало бе, универзална сала ли се чека министра? Бог да чуе, Слушај, ај ти така што правиш него, дај да фрлам ја ова. Што да фалиш? У кантата, пошто овој синопсис со првиот дел ми наме, го дај да фрлам. Не! Чекај! Што е работа? Ти ненормален си. Дај да фрлам. Абе чекај! Ќе фрлеш. Чекај малку се. Си има си процедура за 7 мајка. Чекај се. Мора да се отвори таа канта, не е така тоа. Чекај! Држи оди да ми помогнеш, мала. Оптикни го баво. Да ти го... Сигурно ли си бе за канта? Абе, чути не ме нервира. Така е речено. По новата Библија мора се да се отвори. Не ја коментирај. Гледај у камерата и прај се улав дека. Прај се улов дека прв пат ја отвараш. Гледај у камерата у црвеното таму. Ќе ти кажам, прај се улов дека прв пат ја отвараш, пошто има некој пат по 5-6 пати отварат нешто. Се гледа дека отворена. Ова отворена, ама нема врси пак ја отворим. Чекај. Ето отворена, ајде. Чекај, така, оптикни го баво. Чекај, при нека слика. Ајде, нека се срекне. На секој човек по една канта. А канта, човек! Да не шета ѓубрето по улици! А канта, човек! Ето! Сега ќе ајде, пети, да служе за многу години, заедно да не биде и многу да се пуне. Амин, иде лаптоп до неа. Добре. Сега фрли, Чекај сега, како чувство има на отворена канта со црвена лента, чекај сега, кој чувство? Ајде. Чекај, ова е многу емотивен момент за мене. Ама пази, нека да снимат камерите. Добре, снимат што е работа. И па гледај дека нифа го да снимат. И нас не се. Дај бе крупен. Крупен ли е? Не е крупен, ќе го укрупнам ја после. У монтажа ќе го средам. Ајде. Друга. Много ми се свиѓа вака. Слушај, Ај сега тере за политика. абе, Кажи се. знаеш што ми ја приметено дека овие ностоп работат? А, Седница на влада у недела вечер. еј, У 10 вечер не работите, у недела. У 10 вечер. Едор, кога спијат тие? Брат, спијат 2-3 сати и тогаш ја стануваат седницата убрзано. Видиш, и после од понеделник ги имплементираат све живи дела, видиш. Нема спиење. А буџетот? Буџетот? Како го? Тој и тоа ли го сунуват или? Еве сега ќе ви објасниме како се носи буџет во Република Македонија. Може сте го гледали, ама сега пак ќе ви објасниме чисто нека да се знаете како се носеше буџет во Република За Македонија. 2013 година. Сега јас ќе бидам оваа позиција, ти ќе бидеш во обратна позиција. Која позиција? Опозиција, брат. Опозиција, добро. Ама црвена кошула не ми Да, абе добро, нема врска, не дистанцирате со црвената кошула. Добро.
Значи, јас сум во позиција. Да, и молим те улизи улогата, ајде. Ајде, чекай да улезем улога. Така не се улава во позиција, брат, оди од надвор и улизи. Оди од надвор улизи. Чекай од надвор. Ајде, зајбавам те, кој ќе те чека од надвор главаш. Седи, ајде. Чекай, да улезем улогата. Ајде, улизи улога. Чекай, улога. Чекай да ти помогам. Чекай, не ми помаги се таму. Опасни си ти. Овие јаки од опозиција, седи. Не, Само позади од. Беги. Але брат, ти уште не си брат, не да поздравам. Не си, брат, шо прави срце, брат. То, идемо дај. Слушај, ти уште не си го стрелил, некој свршил пичко, брат. Чекай се, не, она знае, Знаеш што следува? не, подсекни на старите, Чекай сега. ајде сега, улизи улогата. Чекай да улезем. Можеш да улезеш, ајде. Чекай, влегов. Улизи, ајде. Това, ајде, парите кај се? Парите кај се? Пучето кај, хонорарите кај се парите? Чекай, знам кај се парите? Ки има фрлено на площад парите. На площад имаш изгубено в фонтаната, ги имаш фрлено, да знам ја тебе. Чекай, сега ти обяснувам. Знаеш зашо пукефал? Знаеш зашо пукефал на две нозе? Зашто? Па за има за кој курс ме дале пари таму. Маде име да продуцент Оливер. Оливер Ромерски. Слушай сега, буџетот е тука е продуцентот, позади сцената или напред, не знам, горе ли дека е, он ќе ги донесе парите, хонорарот, буџетот. Ама ја не ти носам пари, брат, не ти носам буџет. Заедно треба да отидеме да го донесеме буџетот. Ти си го поел буџетот, ја да го носам. Не сум го ја поебал, треба заедно да отидеме и да го донесеме. Не ти носам буџет. Абе гледај, брат. Нема шанси. Значи, вака... Трли прстот! Трли прстот! Чекај. Не ме удри! Ме удри! Слушај, да не ти е скапана раката. Ја демонстративно напуштам салата во оваа црна сабота. Демонстративно напуштам салата. Абе, врни се бе, ладно е надвор, ќе измрзнеш да го да. Ладно е надвор, не оди, дојди, врни се. Не, ако, со се микрофоните ќе ја напуштам салата. Ама, ладно е бе, брат, дојди. Нема врска, баш като тој главниот виски не носи цело време. Добро, ако е така, јас сега сам ќе донесем буџето, јага, 3, 2, 1, так, донесе го буџето. Абе, чекај бе! Биде сега, готово, ајде сега. Ој сега, чекај ти надвор, оди. Оди, ајде надвор, чекај таму. Ако ви треба коридор, ќе ви направиме, ќе ви срца. Ќе ви направиме еден полицијски коридор. Што ти го донесе ли буџето без мене? Па сега, брат, тоа е. Сега, како ти објаснам? Мора да се донесе буџето. Добро. Ако не, кинезите нема леп да јадат. Кој нема леп да јаде? Кинезите. Што има везе кинезите со нашиот буџет? Па, оти нема да имат луѓето пари да купат овие млади чајна што се производат. Боли ме куру за кинезите, зашто го донесе буџетот сам без мене? Брат, тоа е, се што ти објаснам. Добро. Чим си го донал така, сам си решил, ајде извади го да ги мериме. Ајде извади го да ги мериме. Ај тоа вечер кој ќе сме сами. Не, предвремено извади го тука да ги мериме предвремено. Сите да видат. Што е работа? Ајде извади го да ги мериме. Срце му е Малти рейтинго. Малти, баш ка сега Стефче ти избегаш, кај ќе одиш? Супер рейтинг. Кај ќе одиш? Па без Стефче слаб ми е рейтинг. Па слаб ти. Шо ќе бре? Така се носеше буџет, драги гледачи и слушатели во Република Македонија. Така се носеше буџет. Тоа е комична ситуација. Знаеш ли ти, брат, сега пошто сме ки изборите се и така. Ај се и така. Знаеш ли ти како настанал историскиот, најјакиот слоган во историјата на македонските избори? Овој, го знаеш? На 15 септември овој народ ќе остане со у раце. Знаеш ли како настана? Како бе, брат? Сега ќе те објаснам. Замислиме ситуација. Седиш дома, пиеш виски. Не знам дашо виски од асоцира некој. Помера. Пиеш виски, тука камиче си кори и размишляш
како да го заебам народот на следните избори. И разпишеш некои 10-15 минути преку сила и ти светнуе. Од вискито ти светнуе. Поедем в работа на секоја фамилија. Ама чекай, не е тоа така лесно. Треба да видиш дали има овци за стрижење. И се обраќаш кај асистентката. Радо! Радој ке мориш, ке разадо. Кажи, шефе. Слушай, колку не работи ние му држава, бе? 400.000 бе, шефе, не знаеш, па ти ги направи. Од кај да знам, бе, Радо, после 200.000 после тат престана да бројаме дали сте нормални. И вика 400.000? Да, одлично, тоа ни треба за нов мандат. И пиши таму и излезе слоганот со конзултација. Знаете ли кој е првиот комичар од политичарите во Македонија? Кој? Бубе сестрата. Секој митинг стендап. Кој? Ама не, тоа беше на времето, сега више. Сега нешто го нема канцелариска работа. Изгледа канцелариска работа отворила. Го нема нешто да затворило канцеларија. Бубе сестрата, секој митинг стендап. Никола! Лопатаруе, бе! Ти, заедно со братче ти Искандер, ја направивте Македонија долина на волците. А најпрвиот е Анди Бајер. Он прави стендап пуна за 25 години, само не е смесен човек. Емисијата која беше ви. Шабарак! Шабарак! Вака да ви обяснам, ја сега... Но сега спореше, сега ја могу! Шабарак! Чао го нормале! Чао го нормале! Не знам ти реći, што ме спориме, не знам ти реći, што спори. Значи, јас да ви кажам... Да не си ја, да не бил Анди Бајер, ти сега не би бил пратеник. Шабарак! Да Шабарак! Вака да се разбереме, јас... Него сега да сега спори, ја да му спорам. Шабарак! Кажи, ја и ти слезем у град, колко е пола да си скаđajte, мене не знаме, кој си ти си мивка ме, ти си пола човек, пола ништо. Ти кажи да си не тебе, јас съм Кока-Кола, бе, Кока-Кола. Кока-Кола, ама пази, он е Роналдиньо. Ти си да мене Миринда Джус Портокал. Миринда Джус Портокал, Роналдиньо е, така прави. Затвор за вас! А овај другиот Банко ше? Банко. Не знам дали го знаеш. Он вика, некој го вика Банко, а некој го вика со малку потврдо. Со едно потврдо. И на телевизија го има и вика. Тоа на прошлите избори. Да. Слушай, тамо некој збори град. Некој е кошар, се жалел, вика, заради Банко, жена ми не напишти. Па, нема му е, па, брат, и да сакам не може да пусти се. И едно време почна нешто му се петка јазикот, не знам зашто. Најверојатно од тремамо, нешто, оти човекот не пие. А што вика? Не пие, он е макробиотичен, здрава исхрана. И вика, едно време вика, му се петка јазикот и вика, ек. Шо? Ек. Реки! Реки се натуел реки! И едно време заспие тука на работа. Реки! И спие. И едно време се разбуде пак. Реки! А збори за овој. И вика, реки, се натуел реки! Шеф е горе микрофонот, тука. Горе не знам што е работа. Тука е шеф, горе. Горе знам. Реки, денеска, го викна Рада дуел. Кој? Не е предиме. Тој изгледа на галено. Не е Рада, него е Рада. Еки се соваш. Тие сака со жена. Ако реки со жена, ние трето управителјаме. Боки 13 не члани управител. Само не нешто трето држава. Е така. А овие? Кој? Имаше една многу култна изјава, вика овој Банко и овој Пупчо брадата овој. Овој што е у Охридско езеро што е ностоп тражи бугарски пасчи. И вика, слушай, тамо збореле на едноставно нели? Многу јако трепка. Вака трепка.
Он е кул е, брат. Ти можеш што сакаш да му кажеш, Он е надбрешно кула, унатре куде што му се дешава, брат. Зато и оставе човеко. Едноставно нели слушам збореле дека во минатото со Панко сме пиеле кафе. Па ние да пиевме кафе почесто, сега државата ќе ни цветаше. Нема грешка. Замисли, Ќе процветаше. ќе разцветаше, брат. И замисли млади. Или ќе разцветаш, или ќе се распаднеш. Ама замисли ги пред 20 години млади како пиле кафе, брат. Спијат у иста соба заедно. Заедно. Кој спие? Утринско кафе му носе. Кој на кого? Това е брата на Панко. И му носи утринско кафе. А Панко спие. И спие. И полека му прави. Да можам бар да те разбудам. Со послушањето. Усредна љубов за кафе. Вестар со кафе утринско. Во кревет заедно. Па да те... И разбудим. И брат стиска си жена. И после пијат кафе, гледат. Пијат кафе, пијат и сам пијат кафе, па им дојдат да им донесат пари од овие што се нафтата и стиска желба, еден на друг си гледат на кафе. А желбата им е нешто иста, мислам. Нешто победа, нешто избори, не така нешто е желбата. И едениот стиска и другиот стиска и едениот гледа на други и вика, гледа и вика ќе си изначекнем. И нели овие политичари да стану партија прават некои такви песни као, нели као ние за народот, уствари крадеме и за народот. Ама повеќе за народ не знае. Шо плескате, бе? Трагедија! Трагедија жива, луѓе не знаете, вие не сте нормални. И вика, и нели стану прават такви песни, а овие плавите на последните избори има многу јака песна, нешто локум кафе, нешто има. Делеа локум и кафе. Ај што делеат локум и кафе, у реду. И ја гледам на телевизија, делат локум и кафе, и станам са бајлето, си ги чекам у 9 саат локум и кафе, разбираш? А они да ти делеа локум и кафе само у плави згради. А мојата црвена зграда. Се јеби го. И станам у 9 саат, нема ги. Шо? Кажи. Дај купе кафе. Дај да видиме на бино кој рече, бре. Ај сега да видиме. Ја од тука е стечион ќе да видим. Дека сте? И вика, ја чекам и станам у 9, нема ги. У 8 у 3, нема ги. У 7 станам, нема ги. Викам, па не станам у 6 и по 10 от толку прошат. И ми се пријаде локум и кафе, тушава ми сака, разбираш, мислам, туку план. Не си станувам са барето да си купам локум и кафе туку од продавничката. И гледам карши мене у мојата зграда, комшите, у планата зграда. Искачам ги гледам, разбудени, насмејани. Иначе во не е ракија да не мисли дека пие малку. Една плажена фаца, онаа као после локум шо е фацата, ја знаем. И вика, шо ми вика вас не носат? Вика нас два пат у неделата минат. Вика, пак гласи ти за нив. Кој да кажеш, аз за кој су гласи? И сега нели прават тие такви некои песнички овора, и пошто деле локум и кафе, викам, требаше да се земат од К15 песмата за кафе. Најубава песма. Иде вака. Кафе плаво пијам, СДС разбираш. Пијам и добивам, локумче разбираш. Ајде море Панко, почасти виски. Кафе. Не може да уврзам никој си кафе. Нека пие цела држава. Нека пие, нека ужива. Ранко, премиум! Премиум. А знаеш ли шо? Слушај, сега тоа што забрават. Не, многу е, како ти кажа овај Банко, многу е црс карактер човек. Да, значи кога каже не име. Значи, стој до себе. Мислам, стој до себе, тоа ја речета, стој до Значи, себе. он каже или нешто, брат, тоа него негира. Нема шанс. Нема шанс. Например, жена му ќе му рече, оди купи до продавницата нешто, он вика, не одам!
Не одам. Не оди и на крај па отиде. Не, дојде жена му каже, уште 5 минути ќе затвори продавница. Сакал, веќе после од задниот влез отиде. А Стефче, знаеш што му има кажано пред да затвори продавница? 5 минути пред да затвори. Храбро! Дај отпор! Издржи до 8 број 8. И му дада отпица на човек. Немој да мислите дека правиме кампања. Шо аплодират? Да не има некој Стефче тука? Му дада оспица за 10 камеше човек. А разделија се, добри другари, бе. Добри, бе, ама ете. Ама да му биш мајка. Охо, Нешко да не ти. А? Много црс карактер, да ще подсидат врските, колега. Еве го. Кој? За врските. Ти немаш ли врски? Кој? Ти? Не. Чекай малце. Немам. Ти немаш врски? Немам врски. Па ти ако немаш врски, одма ќе те вработам, бе. Па ти си ненормален. Ја цел време сум со врски, па не може да се вработам, ностот не мотат тие врските. Сега ќе се вработам. Сакаш да кажеш дека за да не се вработам треба да имам врски? Да. Аха. Ако немаш врски, Значи дечкото што беше тука, он е без врски. ако не вработеле без врски 100% плеш. А тие што се вработили? Тие си со без врски. А тие што се не вработили? Со врски. По такви како не може да просперираме. Државата, а ти кажи ми што друго глумиш? Што друго го А ако дојде министерот? Ако дојде министерот, Ако нема ли да се пресоплечеш? па не бе, јас сум веќе Баш ка плана ти е бузата, ќе си ја заела работата. не бе брат. Ама не, треба да знаеш како. Кога дојде министерот, Шо? ако му правиш представа, треба да се скриеш од тук и направиш бабам! Министер, добар ден! Представата Да го изненадам. да го отпознали. Од позади, а он да ми изненадам? Не, ти не од тук кога бабам, добар ден, министре! Абе брат, Ама бабам, министре! ама дојде су веќе, шо? Па добар ден. И Шо? Па изненади го. како? Па не знам. Со шо? Со бабам! Со баба. Да. Види да не звони телефонот, молите. Зашо да звони телефон? Па така мислам. Изгледа за првиот телефон дека треба. Да. Зашо дај пушти телефонот? Зашо пушти од телефонот? Фала. Фала ти се, фала ти се. Супер си. Таман на време. Ај се, јави се кој не звони. Јави се кој не звони. Ау! Министер ли? Оле, о министер. Много лакаш да. Тука. Кажи нешто. Поелоквентно кажи да. Шо? Ами утакмица не ти раскажува да те. Шо? Вајца сме тука ке ми. Добро. Шо вика? Нема да дојде. Пилија за ке. Ово е музика за малце со одморени ние. Стрпите се 5 минути. Газирана има, неќе ме газира. Слушайте, имаме еден клабо глас, сега ќе го слушате много добро. Не газира. Цел живот човекот е толку близко до вистината. Таа ти е како постојано заматување што го носиш во аголото од окото. А кога нешто ќе му даде на тоа заматување облик, затечен си од неговата гротескност. Еден човек кој стои во седло, во полумракот, во полуживата мугра. Чукна на вратата и извика 2 збора. Господине министре, Тоа беа само костум и кравата што легнеа во сивилото на неговиот собствен, сериозен стил. Но кога не повика, ние дојдовме. А само тоа е и сигурно. Дојдовме. Vi ser oss masse. For noe ding. Jeg håper det kommer. Det er så mye. Det er så mye. Det er så mye.
ти го е. Хвала. Чичко Саша, малко има... Ајде на аплауз за одмор. Чичко Саша. Избори се ближат, газовики се лижат. Газовики се лижат. Чекай, ми дојде една инспирација сега. Чекай. Ајде да одиме на избори. Излези, не се кри. Ико. Излези, не се кри, ајде, излези пред твојот народ. Ја бе ја. И еднаш за секогаш кажи дали си за твојата Македонија или си за нашата Македонија. Човек, джавек или дојде за на- курац Македонија. Излези, кажи што е работа. Ајде, излези на избори. Джаве ќе изгубиш. Знам, излези на избори. Ајде да одиме на избори. Абе брат, значи ќе изгубиш, зашто дојме да ги трошиме народ? Зашто? Знам дека ќе изгубам, ајде да излеземе на избори да видиме кој ти си за... Добре, ајде ќе одеме. Кај ќе одиме? На избори. Нема шанси. Брат, сега рече пред малце сакаш да дојде. Јас сум рекол дека сакам да Бог да чуе. Ти си ненормален. Ти си не... Чекай, што е работа? Зове не може да се разбере. Абе, ајде дојме на избори. Кратко памтење има. Ајде дојме на избори. Нема шанса. Бе сега пред малку рече сакаш да Јас дојде. сум рекол, ај кој дали некој дека треба да избори, не сум рекол. Гледаш дека не сум рекол. Абе брат, тони што знаат. Они не знаат, нема веза, не сум рекол. Нема шанс. Ја одам на избори. Ќе ти го викнам чичкото од Европа. Добро ќе одеме на избори. Добро ќе одеме. Епа, нели нема дојме? Јас сум рекол дека нема да одиме. Бог да чуе. Не можеш да се разбереш со е. Не, јас те... Слушай, не разбрам човек. Али, прва работа. Добро. Имам пар услови да ми исполниш. Неколку. Услови да ти спомнам. Да. Прво, Ајде видим шо. пошто ме тераш сега пред времено да излезам тука. Добро. А пошто е ладно надвор сега, не сум спремен, немам овако да минаеше капут. Добро, имаме капут. Првиот услов е капут. Добро, имаме капут црвен. Може ли? Плав. Плав капут, иначе не изгледа. Немаме плав. Црвен ако сакаш. Плав. Тегет. Тоа плаво ли е? Плаве. Добро. Друго. Друго, пошто ќе ми тука ќе настанам, ќе не можам говори да држам шалче. Добро, црвено шалче да го разбие тегет. Нема шанси плаво да е. Тиркизно. Тоа плаво ли е? Плаве. Сигурен ли си? Па, нема да ме замеш после не одам. Ја, па какво е? Тоа ударна плава, ајде може. Добро. Значи и тоа. И тоа и сакам да ми го прочистиш изборниот список. Па тоа, брат, тоа е веќе прочистено. Сега ще ти кажам како. Сега скоро имавме една кампања, подпиши се. Попиши само не прска. Да, подпиши се и 14 милиони дел до да няма врска тоа. Не е страшно. Имавме, брат, Ја испрска кампањата. изпрскаја скорос и брат, тука цело време ги подпишуваме сите подпишања и едно време ги подпишавме и мртвите. И мртвите ли ги подпишам? Па сега. Чекай, ти беше там? Ја бев кај мртвите, ја таму ги подпишувам. Сега ти кажам. Многу баба гледам се вратил од мртвите. И брат, ојдеме заедно со овие што ни се заедно и тие што ни се заедно. И бевте таму кај мртвите И ојдеме тука кај бутелка, знаеш? И имаше една железна порта. И отворивме портата и така. И си влеговме со две записнички маси. И изгледа, сите мртовци лежа, изгледа ги фативме на спиење. Вајде. И ги ставивме двете записнички маси и доаѓа мртвец и вика: Добар ден. Ја го викам добар ден. Смеја да се попишем. Ако можеш попиши се брат, слободно. Ја викам, да бе човек, за тоа сме дојдени, слободно попиши се. Не фално. Доаѓа друг мртвец. Добре, ја го гледам некој, да не смеам ја да се попишам. Да бе да. Доаѓа тој некој, да не можеш да. Чекај малце, стъпи се, гужва се прави. Лежи доле. Покри се со земјата. Па зашо треба да се покрие? Погоди ми се комшија, разбираш. Пред 3-4 месеци се партиме во човек. И сега сака преку врски да се. Чекај бе комши, цел век имаш пред тебе да лежиш таму. Не се. Тебе многу му се брза па и сега. А имаше еден брат со листови у хартијата. Тај изгледа магистар беше. А пошто многу магистри, ама изгледа неа беше довршил таман да ја доврше магистарска туп ја упрема. И одеш и бараш го помогна. Добре, добре. Го бара професор. Ти си професор. Јас сум, ја умрел предходната генерација, ќе го чекаш најдругиот до 90.
Ајде, појди сите мртвци ги попишеме и готово, и тоа е завршена работа и сега ако сакаш изборо и ова твоето почистување се е средено, така да може дојме сега на работа. Па добро. А знаеш ли ти дека ајде со мртвите ме подсети? Глумците, што ли се одржава, најубаво глумат мртви. Глумци одржава, ќе го легнеш тука и си земе 25.000 плата. Так, легни го и глуме мртв. Чекам, шо е, ти ли... Нека ти е пиштоло. Шо е? Шо е работа? Прави си удар дека не знае. А отворено е. Брат, шо влака министерот мора да е минимум 2 прста отворено. Шо вика? Во за тебе. Па шо го читаш? Шпил. Шо ти каже? Треба потом да ти знае. Абе, брат. Ме вработи ли ме? Шо звеш? Министерот ме вработил. Министре! Чекай ме! Абе, чекай на попонjera да ти дајме барем! Брат, ме вработи министерот! Министре! Министре! Брат, јас се вработив! Ајде, нека е со среќа и тебе да те не вработат! И тебе нека те не вработат! Шо се тако пахат, бе? Брат, се вработив! Ајде, нека ти... Нега бе, шо? Нека е со среќа, ајде и тебе ден нека те вработат. Луѓе! Дали не поспош да ми ја вработат човечице? Треба кредит да земам! Треба да се женам! Треба кола да се земам! Треба да пасиш од Бугарија да извадам! Брат, се најбо! Се гледаме! Нега бе. А кажи ми само една работа. Министерот, ако ти каже да умреш, и тоа ли ќе го направиш? Јас тоа не го оставам. Ние глумците, колега вработените, сакате да ти одглумиме како се глуми мртов? Што знаеш ти за смртта? Колега, па ние вработените глумци знаеме да уреме бавно, брзо, ненадено, одгорне височени, оп, ојде човеко! И само тоа знаете, да умират! Не, колега, мојот карактер, мојот талент е малку од поопшта природа. Јас знам да умрам како